Центарот за развој на Југоисточниот плански регион заедно во партнерство со општина Сандански од Република Бугарија имплементира проект за прекогранична соработка, кој што проектот е заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општина Сандански и општина Радовиш, така што со проектот е предвидено да се уредува речното корито на река Сушица во општина Радовиш, како што ќе се спроведуваат и други активности, како што се зелени отворени работилници, значи тркалезна маса дискусија и ќе се предвидено исто така да има и водич за ублажување на последиците од катастрофи. Река Сушица е дел од речниот слив на река Струмица, што значи поплавите таму предонесуваат поплави во целиот југоисточен регион. Затоа е многу важно уште на самиот почеток во влез во регионот да почнеме да работиме на сливот. Свесни сме дека најчесто се случуваат последици од катастрофи од поплавите. Затоа нашата цел е во иднина да почнеме да работиме уште повеќе такви проекти, да бидат позастапени. Пред се тоа е од една страна, меѓутоа од друга страна да работиме во делот на подигање на свеста кај граѓаните, во делот на последиците што можат да ги предизвикат климатските промени, со тоа што ќе почнеме да работиме со најмладите, со учениците, затоа што најважно од најмали нозе да знаат кои се причините и што придонесуваат до катастрофи. Значи, тој дел од територијата на општина Радовиш, кој што представува дел од самиот град Радовиш, представува голем проблем, бидејќи во последните 10 години се случија 3 големи поплави, од кои што најголемата беше во 2009 година, која што однесе и човечки животи. Пред се, реката Сушица е река која што надоаѓа доста бргу при такви елементарни непогоди и предизвикува големи проблеми и уништување на целокупната инфраструктура и не само во делот на општина Радовиш, туку и, како што кажа и претходно, и во целиот југоисточен регион, кај што поминува таа река. Со самиот проект ќе се уредат каскади, ќе се направат зидови, ќе се направи пристап кон самата река, како скалес, така и за да може тешка механизација да пристапи во определени моменти, со што самото течение на реката при евентуална идна поплава би се успорила брзината на водата, на течението. Така што ќе се заштити, како што ќе се заштити имотот, така и луѓето и така ќе се успори целото течение на самата река во самиот регион.